Добре дојдовте во 360 степени на Марата 1. Продолжуваме во предизборен стил. По минатонеделните интервјуа со лидерите на ВМРО ДПМН и на СДСМ во ова издание ќе видите одвоени разговори со високи представници на двете најкомпетитивни политички структури кај албанците кај нас. Владачката ВЛЕН и опозицијската национална алијанса за интеграција предводена од ДУИ. Наши соговорници ќе бидат Орхан Муртезани и Арбер Адеми. Почнуваме со представникот на ВЛЕН. Господин Муртезани, добро дојдовте во 360 степени. Добро, најдов, благодарам за поканата. Имате 41 година, дипломиран економист, во моментот сте министер за европски прашања. Претходно бевте директор на Македонски железници транспорт и на МЕПСО, инаку сте подпредседател на политичката партија Алтернатива. За вовед, каков е статусот на ВЛЕН? Најавивте процес на спојување, тој и отпочна, но не е завршен. Зошто? Спојување во една политичка партија. Разбирам. Ние тој процес го почнавме, како што спомнавте и вие. Многу од партиските институции се споени, тргнувајќи од Центарот за комуникација со јавноста, имаме заедничко председателство. Меѓутоа, во екот на избори и внатре во партиите има секогаш незадоволства кога се составуваат листи, а во таква атмосфера, ако се тргне да се спои одредена политичка партија или 4 во една, може да наидеме на одредени незадоволства. Битно е што духот, атмосферата, хармонијата е позитивна. Моменталната кампања дополнително придонесува на тој дух на заедништво и мислам дека тој процес ќе заврши. Во моментот не е битно временски кога ќе заврши, туку да заврши како што треба. Има ли калкулација поврзана и со некои бенефити поврзани, да речеме, со представник во ДИК, евентуално користење на ресурси околу платената политичка кампања, ако бевте ВЛЕН, дали ќе можевте да ги користите или не? Има одредени правни нејасноти, бидејќи сите актуелни политички партии во ВЛЕН учествуваа на неколку избори и врз основа на тие резултати добиваат и финансирање од државата. Доколку се регистрира ВЛЕН, а се поништат претходните партии, ќе престане прво финансирањето. После сите тие функционери на локално ниво и централно ниво, од советнички листи до претеници, се поврзани со одредени политички партии претходно, така да треба многу правни аспекти од тоа спојување да се разјаснат, за да може да биде спојувањето без последици, да има дополнителен ефект. Значи има и практични причини. Со какви задолженија сте во кампањата? Реков, вие сте подпредседател на една од партиите членки на коалицијата ВЛЕН. Во Алтернатива јас сум подпредседател назначен за изборна единица 1, меѓутоа во овие избори одам сегде каде што ќе бидам повикан. Вечерва сум во Студеничани, утре вечер сум во Дебар, следната недела сум во Долнени, а повеќе присутен сум во Сарај, бидејќи таа општината каде што живеам и од каде што потекнувам. И какви избори очекувате во Сарајеве конкретно? Па мислам дека за прв пат имаме промена од една општина каде што ДУИ во сите избори влагаше како апсолутен фаворит. Мислам дека полека, но сигурно кандидатот на ВЛЕН станува фаворит и го превзема приматот. Очекуваме тоа да се потврди на изборите. На колку градоначалници вкупно претендира ВЛЕН на овие избори? Имате ли такви анализи? Секако, значи ние претендираме на сите општини каде што постои албанско гласачко тело. Дури сме имали официјален став како ВЛЕН дека очекуваме ДУИ да победи само во Пласница каде што ВЛЕН нема кандидат. Тоа го подкрепаме со фактот и тоа што го гледаме на терен. После 22 години владење и после сите овие политички акробации и селотеп коалиции кои што ДУИ е принудена да ги направи, а ако на тоа го додадеме и речникот на господинот Ахмети, кој што веќе се служи само со навреди, е знак на притисокот кој што тие го чувствуваат не само
поради фактот што не се власт, туку поради тоа што го губат теренот, а упорно одбиваат да прифаќат сигнал дека назад во власта може да ги врати само суштинските реформи и промена на дискурсот, а не навредите и хардкор националистичкиот пристап. Ама нереално е ќе се согласите дека ќе победат само во Пласница. Сите политички партии кога влагаат во трка, влагаат со намера да победат. Бидејќи ако не влагаш со намера да победиш, прво не можеш да направиш масовна мобилизација. Затоа ние сме така тргнале на овие избори да направиме одредена апсолутна победа. Колку, како таа ќе биде, ќе завршиме од како ќе... А колку гласови очекувате на советничките листи? Имате ли таква калкулација? Значи, прво, локалните избори се многу покомплексни за тоа што се смета како победа. Прво, мислам дека најбитен фактор е бројот на градоначалници. Меѓутоа, секако дека многу битен фактор е и листата на советници, односно гласовите на листата. Имајќи ги предвид сите овие факти, мислам дека како коалиција Влен, ние во најмала мера ќе го повториме резултатот од претходните избори или од парламентарните. Или да бидам прецизен, очекуваме нашата листа прво победа во градоначалнички места и во гласачката листа во сите општини каде што живеат албанците во Северна Македонија, така да според сите наши прелиминарни проценки и од направените анкети и од аналитичкиот центар, ние треба да го повториме резултатот, бидејќи ваквото повторување на резултатот ќе продолжи да ја гради перцепцијата дека дуј не може да избегне одговорност од суштински реформи внатре во нив и мислам дека повторувањето на тој резултат ќе биде многу битен печат на овој дискурс. Рековте дека локалните избори се комплексни за да се одредува лесно победник на парламентарни, поинаку на председателски уште поинаку. Но на крај како ќе се одредува победникот ако не е баш толку јасна ситуацијата како што вие велите, ако сепак е малку помешана сликата? Прво, многу е битно кој ќе ги победи најголемите градови каде што живеат албанците, а тоа се Чаир, Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга. Значи, првиот индикатор за победа е од овие 6 општини кој ќе добие најмногу. Второ, од вкупниот број на општини, мислам дека се 16, кој ќе има една општина повеќе и третиот фактор е кој ќе има повеќе гласови на гласачката листа. Ако гледаме како Али Ахмети ги има поделено општините, односно како најбитните градови или повеќето им ги има дадено на своите коалициони партнери, мислам дека има спремено терен ова политичка одговорност од поразот во изворите да им го препушти на своите коалициони партнери. Ме интересира што мислите, дали отворената поддршка на ВМРО ДПМН е за кандидатите на Влен пред се за градоначалници. Таква отворена изјава чувме од премиерот дека тие отворено и нивните структури ќе работат за кандидатите на Влен. Ви помага или ви одмага во овој политички контекст во државава? Прво, мислам дека овој начин на соработка не почнува со нас. Ние традиционално сме го виделе тоа и кога Дуи беше во коалиција со Никола Груевски, а после и со Социјалдемократскиот сојуз. Ако ги гледате гласовите кои што ги зима кандидатите и гласачките листи, секогаш има огромна разлика. Така да таков начин на соработка... Во првиот круг обично имале и ВМРО и СДСМ своји кандидати на места на кои што сега да речеме ВМРО нема. Например, не памтам ја некогаш ВМРО или СДСМ да имале градоначалник во Чаир, например. Не, градоначалник немале. Да. Затоа реков дека гласовите за кандидатот и гласовите за гласачката листа секогаш се разликувале поради таквата поддршка помеѓу коалиционите партнери. И таква поддршка е нормална, постоела и порано, постои сега, ќе постои и во иднина, се додека коалиционите партнери се придржуваат кон одредени принципи или вредности. Предпоставувате зошто ви го поставувам тоа прашање пред се поради обвинувањата од Дуи на адреса на ВМРО ДПМН и на Мицко Скеве, дел од последните се дека Мицко Ске албанофоб, да речеме. Па дали во таква атмосфера
таа поддршка вам повеќе ви прави штета евентуално или ви носи предност? Значи, ако одиме на суштината на критиките на ДУИ према ВМРО ДПМН, ќе гледаме дека нивната замерка е зошто господин Мицковски го одбрал Влен за коалиционен партнер, а не ДУИ. Не можеме ние да гледаме суштински напади, аргументи, факти, него зошто господин Мицковски одлучил ние да бидеме на власт, а не тие. Ова борба за власт по секоја цена, на секое ниво, мислам дека ги делегитимира ДУИ да го сериозно сваќаме тоа што го тврдат тие. Што мислите вие за обвинувањата на адреса на премиерот дека е албанофоб? Прво, ја упорно и одговорно тврдам дека не е албанофоб, бидејќи многу блиску соработувам, многу често патувам со премиерот и гледам како е принципот. Меѓутоа, ако сакате да наметнете одредена националистичка реторика за време на локални избори, кога треба да се збори за проекти, а не за други работи, многу е полесно да се служите со вакви фрази и тие фрази обично нема потреба и да се потврдат со одредени факти. Ќе кажете одредена работа за да вршите притисок врз мандатарот, во овој случај претседателот на владата, и на некој начин да се заканите дека ако не веземе вас, ќе се соочи со одредени последици. Значи, во ова, освен гола изборна реторика, јас не гледам некаква Има ли тоа влијание на гласачите? Независно од ова што вие го зборувате. Па мислам дека пред изборите Али Ахмети го збореше истото за господин Мицковски. Ако се сеќавате последните 2-3 дена пред избори, Мислите на парламентарните избори? За парламентарните, од млеко, што знам ја, бисквити и така натаму, истата реторика беше и ние не видовме дека има одредено влијание врз гласачкото тело. Албанците во Македонија знаат точно со што се соочувале за време на 22 години владење на ДУИ, знаат точно дека ова ДУИ кој што денес се праваат орли и големи патриоти владеја со Никола Груевски 12 години, во време кога се случува многу тензии и многу притисок врз албанската заедница и немаше политичка сила во светот кој што можеше да ги извади од влада. Може би не сме до крај свесни во македонскиот дел од општеството, иако не сакам така да зборам за нашето општество, но какви теми доминираат во кампањата кај партиите на албанците? Се зборува за локални теми? Апсолутно, зависи кој. Коалицијата Влен значи цело време прави кампања само за проекти, буџети и тоа што ќе се направи и како ќе се финансира, бидејќи како што знаете, владата е се поприсутна со поддршки за општините. Јас лично одам по сите општини и се обидувам да ги представам европските фондови, ИПА фондовите, оти знаеме дека не ги користиме доволно, па сакам таму да направиме одредена динамика, додека ДУИ од другата страна, бидејќи за 22 години Али Ахмети не постигнал да направи канализација за своето село, е многу тешко да ги убедите граѓаните дека после 22 години власт вие сега ќе направите канализација, водоводна мрежа, училишта и така натаму. Затоа, имајќи предвид дека тие во терен ќе се соочат со прашањето па зошто не сте ги правеле досега, од конкретни проекти преминуваат во националистичка кампања, во навреда и подгревање на страстите на албанците, сакајќи така да ги злоупотребат и да ги користат како штит за нивната масовна корупција. Некако стана пракса во држава, во кампања се да биде дозволено, што може би за едно повисоко ниво на политичка култура не би требало да биде случај. Нова на што приговарате некако како да е стандард кај нас во кампањите. Секако, меѓутоа сте приметили дека ние не го спуштаме нивото, бидејќи на таквите навреди во последно време што ги прави Али Ахмети, ние може и имаме дури морално право многу пожестоко да му враќаме, меѓутоа тоа е начин на тоа збори колку сте прво човек, какви вредности имате, во каква средина сте растеле, колку сте светски човек, колку сте демократ. Тоа да се сите овие работи ќе станете свесен за каков профил станете. Идентификацијата со Орел, се пак културолошки, социолошки ве прашувам, е нешто што е инхерентно за секој албанец? Мислам,
како да кажам, може да се идентификувате со Орел? Прво, двоглавиот орел е символ кој што го користат сите албанци од времето на Скендербег, а особено по самостојувањето на Албанија до денес. Меѓутоа, орел не те прави власта. Власта може да те направи пиле, како што ги правеше нив во време на владењето со Никола Груевски, каде што слушавме ние од прислушкуваните разговори како ги влечат за уши. Така да делата може да те направат во овој случај орел или успешен политичар, а не реториката која што ти служи за закана дека ти мора да бидеш дел од секоја власт. Вие сте министер за европски прашања, ме интересира колку застојот во пристапниот процес кон ЕУ има влијание на овие избори, според вас? Прво, во локалните избори ја не гледам дека на терен таа е тема, бидејќи сите општини со кои што владееше ДУИ овие 20 години продолжуваат да имаат есенцијални проблеми. Значи, најголем проблем е се уште водата за пиење, патишта, канализациона мрежа, училишта. Во вакви средини, кога луѓето секојдневно се соочуваат со вакви основни потреби, многу е тешко вие да почнете да зборите за европска интеграција. Колку и да ДУИ инсистира, таква атмосфера нема да има широко прифатена. Меѓутоа, темата на европската интеграција на земјата за албанците, генерално за сите граѓани, меѓутоа за албанците особено важна. Јас сум убеден дека моменталното статус кво нема да продолжи за секогаш. Вие сте видели изјави и на премиерот, а и ја во последно време, дека после локалните избори се очекува интензивирање на напорите за изнаоѓање на решение, така да да стане и да не стане, статус квото нема да биде долго, за да може да има последици. Малку дигресија, иако темата не се локални избори, но кога веќе отворивме темата за ЕУ, дали владата прави истата грешка како и некои претходни влади, очекувајќи дека некој друг моќни земји членки од ЕУ ќе не го решат проблемот без да влезе во директен диалог со оној со кој што го имаме. Проблемот тоа е Софија, а не гледаме диалог со Софија. Бидејќи мислам дека надежите повторно се врзуваат за некои центри на моќ во ЕУ, а не во диалог со Софија. Значи, бидејќи на примерот со прашањето за името со Грција се покажа дека се додека не се најдоа две влади во Скопје и во Атина да седнат и меѓу себе да зборуваат отворено, да си ги кажат нели што им се проблемите, решение не се најде. Апсолутно се согласувам. Ние не може да очекуваме од никој друг, особено поради фактот што Европската унија има одредена унанимна позиција од 2022 и преземени обврски кои што мора да се спроведат за да ние одиме напред. Така да Европската унија има интервенирано тогаш за да се дојде до тој компромис. Меѓутоа сите тие наши грижи за процесот после уставните измени неминовно дека треба да одат преку диалог со Софија, но контекстот во овој случај не можеме да го создадеме ние. Затоа ни требаат сите тие земји кои што ние ги сметаме за стратешки партнери и пријатели, заедно да го креираме контекстот и после преку диалог со нив да дојдеме до решение за сите тие наши грижи после уставните измени. Пред да се вратиме на изборните теми, што мислите за предлог резолуцијата на СДСМ за ЕУ? Прво, ќе бидам искрен, имајќи предвид какви последици имаше францускиот предлог и сето тоа што беше прифатено за СДСМ на последните избори, не знам кој ги советувал пред локални избори да предложат резолуции на истава тема, меѓутоа тоа го оставам на нив. Го прочитав неколку пати, имавме многу содржан разговор во Министерството. Во таа резолуција јас прво не гледам ништо ново, освен реартикулација на сите тие ставови кои што се влечат во земјата подолго време. Не се адресирани клучните предизвици, освен делот каде што ако ние се соочуваме со Бугарија, со проблеми со Бугарија, ќе пишеме писмо до Европската комисија. Значи не се адресирани сите тие потенцијални проблематизирање на процесот за да го сваќаме тоа сериозно. Да. Кој е поддржувач на српски свет? ДУИ или ВЛЕН? Па мислам дека има доволно факти дека тоа е ДУИ. Ќе ми дозволите прво да правам еден поопфатен пристап. Кога
дуи напаѓа или кога дуи зборува одредена работа, треба да имаме предвид дека зборува генерален застапник на америчките црни листи во нашата држава, чие највисоко раководство е дел од америчките листи. Така да кога дуи збори, колку и да вреска, граѓаните треба да ги замислат со селотейп, со амерички печат во нивната уста. Бидејќи колку и да врескат, едноставно немаат глас. Дуи го користи резолуцијата во Европскиот парламент, која што вели, односно потврдува за одредено српско влијание во државата, меѓутоа го кријат фактот дека таа резолуција се однесува на годишниот извештај на Европската комисија за 2023 година, кога токму тие биле на власт. Во 2025 сега ќе дојде резолуцијата за годишниот извештај за 2024. Така да комисијата во 23-та и Европскиот парламент во 24-та констатираат дека за време на нивното владење имало српско влијание во Македонија. Тоа се потврдува и со други работи. Министерот за надворешни работи, поранешниот, Бујар Османи, имаше 11 билатерални средби со Србија. Во време кога терористичките сили влегоа во Косово, предложи план со 9 точки без да ги консултира локалните власти во Косово. И третото што беше пред неколку дена објавено од страна на градоначалникот на Тетово Билил Касами, дека фирми од блиските членови на семејството на Али Ахмети купувале акции од фирмите на Сашо Мијалков и ги продавале на банки блиски до окружувањето на претседател на Србија Вучич. Овие работи тие ги знаат уште подобро од нас и најдобар начин да се избегне од оваа одговорност е да ги напаѓаш другите дека имаат одредено Господине Муртазани, мислам дека е неспорно силното српско културно-економско влијание во оваа земја. Меѓутоа, тоа од самостојувањето на државата до денес. Да, но што ми сега му се придава особено можеби до значење поради застојот во европските интеграции. Па мислам дека ние не се соочуваме со застој последните 15 години. Ние се соочуваме со застој последните 20 години, бидејќи никако не успеваме да станеме дел од Европската унија. Јас би се согласил дека од осамостојувањето на тогаш на Македонија постои одредено српско влијание, бидејќи ние сме биле дел од Југославија, македонците се чувствуваат блиски со србите, влијанието на медиумите, на музиката, на уметноста и други структури во државата создавале таков амбиент, меѓутоа тоа не е својствено за оваа влада, туку било својствено од осамостојувањето на државата до денес. Да ве прашам за некои уште само еден мал факт, ние да го решиме проблемот со уставните измени, ја упорно секогаш сум тврдел и ќе повторам. Веднаш после уставните измени ние ќе имаме многу поголем проблем со борбата против високата корупција и реформите во судството, кои се директно резултат на коруптивното владење на ДУИ последните 20 години. Така да од монопол врз евроатлантскиот дискурс, односно правец на земјата, стана добија монопол врз америчките листи. Кој ќе победи во Чаир? Па мислам таму дека како да се води најинтересната битка на овие избори. Изет Меджити реши повторно да се кандидира, ДУИ игра со свој висок представник таму. Каков исход очекувате? Па Чаир е многу битен, бидејќи се смета како представник на албанците во цело Скопје. И има плюс и одредена символика. На терен, кога ќе зборите со луѓето, значи многу лесно се добива впечатокот дека за Изет има одредена перцепција дека се грижел за граѓаните, дека ги штител, дека помогнал. И од другата страна имате еден човек кој што никогаш не бил присутен помеѓу чаирчани и кој што има само одредена многу крајно болна желба да стане функционер на сите нивоа, без разлика дали тоа е на централна или на локална власт. Победата на господинот Меджити во Чаир ќе биде со огромна разлика. Тоа ќе го видиме уште и на 19 октомври, бидејќи за тоа има континуитет. Господинот Меджити нема изгубено никогаш во Чаир и тоа ќе се потврди уште еднаш. А зошто Билел Касами заслужува уште еден мандат во Тетово?
Па мислам дека после двата крајно неуспешни мандати на Теута Арифи, Билал Касами е многу успешен градоначалник во Тетово. Тоа ќе ви го кажат сите тетовчани и се гледа по резултатите и по улици, и по училишта, и по одредени реформи кои што ги има потегнато, така да оваа перцепција за работлив и вреден човек кој што има сработено за градот, мислам дека ќе продолжи уште во наредните 4 години. Сакам да ве прашам за тоа што по локалните избори. Премиерот неколку пати повтори дека нема да има предвремени парламентарни избори, дури во ситуација, иако вие зборувате за сосема друго сценарио, дуи да биде условно кажано победникот кај албанците. Има ли според вас сепак контекст кој што може да направи притисок на ситуацијата која што ќе ја принуди ВМРО ДПМН да се реши на таков потек? Прво да се обидеме да одговориме на прашањето како и кој би направил притисок на владино мнозинство кое што има 76 претеници. Да, не мислам некој да влезе и да ве тепа, нели? 15, 30 претеници да има дуи, нема во демократско општество влада која што има 76 претеници, не може да се направи притисок. Ова намерно се лансира од страна на дуи, меѓутоа овој дискурс бил неколку пати неуспешен. Веднаш после изборите, сите челници на ДУИ тврдеа дека нема шанси Влен и ВМРО да направат влада. Направивме влада. После вика нема шанси да траат ни 100 дена, поминаа 100 дена. После вика ќе видите после нова година готово тука ние ќе палиме све живо и диво, нема да дозволиме ова влада да помине, одиме на локални избори, така да се додека тие зборат вака, ние ќе продолжиме да победиме и да владееме. Добро, предвремени избори нема да има до година. Нема, за сега ние не гледаме никаква потреба, бидејќи сите тие мерки кои што владата месеци назад ги спрема и ги превзема, очекуваме првите резултати да почнат да се појават во 2026. Ако ние одиме на предвремени парламентарни избори, значи дека цела година ќе изгубиме. А околу најавите за реконструкција на владата, премиерот рече дека планира промени, кој не е до крај јасно дали тоа се однесува само на партијата, таму исто така најавува тој промени, дали под промени подразбира и темелни менувања во владата, но дали има засегнати од Влен во таа реконструкција евентуално? Прво одредена промена ќе има, не се знае дали ќе биде реконструкција, бидејќи за реконструкција да биде мора 1/3 од владата да се смени, меѓутоа некои министри ќе бидат сменети бидејќи ќе станат градоначалници. Во овој случај ќе треба нов министер за животна средина и нов министер за демографија, труд и млади. За сега сигурно се знае дека прв вице-премиер ќе биде Беким Сали, нашиот претеник во собранието, бидејќи функциите што ги имаше изет прв подпредседател на владата и министер за животна средина ќе се разделат, така да одредени промени ќе има. Колку ќе бидат и какви ќе бидат за сега не знаеме, меѓутоа секако дека одредени промени ќе има. Ова за Беким Сали сте договорени со премиерот и со ВМРО ДПМН? Да, мислам дека тоа веќе е јавно соопштено. Прво беше договор помеѓу партнерите во Влен, а после ова му е соопштено и на премиерот. Тоа подразбира дека Влен ќе има човек плюс во владата. Да, тоа подразбира дека Влен ќе има министер плюс. Нема да има плюс, туку функциите прв вице-премиер и министер за животна средина, кои што беа споени во еден, ќе се разделат. Благодарам за овој разговор. Благодарам. Емисијата ја продолжуваме со разговор со вториот најавен гостин, представник на Националната алијанса за интеграција, предводена од ДУИ, Арбер Адеми. Господин Адеми, благодарам што сте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Имате 40 години, правник, доктор на правни науки, подпредседател сте на ДУИ, а инаку бевте министер за образование и наука, вице-премиер за европски прашања и пратеник. Во моментот со какви обврски сте на овие избори во името на НАИ? Секако јас го продолжувам мојот ангажман како председател на Демократската унија за интеграција и портпарол на ДУИ и портпарол на Централниот изборен штаб.
Значи тоа ви се Да. на надлежностите. Да, тоа ми се надлежност. Немате некоја општина во која што сте посебно фокусиран, да речеме, со некакви теренски обврски? Не теренски обврски секако, секој од нас има теренски обврски, али во одредена општина не. Генерално на национално ниво се занимаваме со кампањата на Националната алијанса за интеграција. Вие сте кумановец. Да. Како ви се чини, како ќе биде во Куманово на овие избори? Интересно, после извесно време Националната алијанса за интеграција и ДУЈЕ имат свој кандидат за градоначалник. Имат и своја листа, квалитетна листа. Мислам дека ќе се достигне најдобриот резултат во историјата. Тоа би значило дека веројатно ќе се дисперзираат гласовите во првиот круг и дека е можно да има втор круг. Да, За градоначалник зборувам. Да, известно е дека ќе има втор изборен круг, па потоа на втор изборен круг ќе видиме кои ќе бидат резултатите од првиот круг. Да, на колку градоначалници смета вашата коалиција на овие избори? Па секаде каде што имаме кандидат за градоначалник, ние таму сме за да победиме. Во фокусот се 16 општини, ако не се лажам. 16 до 17 општини, да. Така што во сите овие општини сме фаворити според сите истражувања на јавното мислење, сите анкети направени не од Демократската унија за интеграција, туку од релевантни, кредибилни институции, меѓународни, кои истите тие анкети ги споделија со политичките партии. Значи, на национално ниво, разликата помеѓу ДУ и ВРЕДИ е околу 3:1. Пред вас разговарав со Орхан Муртазани. Тој исто така некако самоуверено, ентузијастично зборува за очекувањата на влено до овие избори и зборува за тоа дека ќе победат во општините со доминантно албанско население, оние барем кои што се во фокусот на јавноста. Видете вака, секого што ќе го прашате сега додека трае изборната кампања, ќе се прогласи за победник. Но 19 октомври е блиску. Јавното мислење е јасно, анкетите се јасни. Ќе видите, ќе се потврди тоа што ние го велиме. Во секоја општина сме во предност, а на национално ниво за советнички листи разликата ќе биде огромна. Околу 3:1. Можно е тоа. Да, можно. Бидејќи на парламентарните избори не беше така, беше блиску резултатот дури, иако нели ви спорат вас дека бевте во широка коалиција со бошњаци, турци и така натаму, но ни од блиску не беше ни 1,5:1, а не 3:1. Да, беше околу нешто повеќе од 30.000 гласови разликата, но секако дека ова наша коалиција сега се прошири и со партијата на господинот Таравари, но и потврлувањата на ова владеачко мнозинство за година и пол го прави своето. Добро, има известни заминувања, да речеме. Демократската партија на турците ви замина, ДПА на Мендух Тачи, ДПА, се пасивизираше. Тие одлучија да не учествуваат воопшто на избори, ни самостојно, ни во рамки на коалицијата, но сепак ви велам. Јас зборувам од тие резултати што се од кредибилни институции, но и од резултатите што ги имат сите политички партии, од анкетите што ги спроведуваат. Во секоја анкета, било кој тоа да го спроведе, ДУИ води 3:1, Националната алијанса за интеграција води 3:1 наспроти ВРЕДИ. Тоа што ми остави особено впечаток, можеби кај Орхан Муртазани, беше кога го прашав за чај, рече таму победата уште во првиот круг на Изет Меджити ќе биде со огромна предност пред Бујар Османи. И јас велам дека на првиот круг ќе се заврши битката, известно е да се заврши битката, но со победа на Бујар Османи. Бидејќи двајца сериозни кандидати се, а третиот кандидат е некоја личност што не го познаваме, така што не очекувам толку гласови да добива за да имаме втор круг на изборите. Бујар Османи е 8,7% у предност спрема господинот Меджити. Според која анкета?
според наши внатрешни, што сме ги направиле теренски анкети. Кредибилни ли се? Кредибилни. И Добро. тоа очекуваме и да се потврди на 19. ВМРО ДПМН отворено ги поддржува кандидатите на Влен во општините во кои што нема своји кандидати, да речеме, ете Чаир е една од тие. Тетово исто така. Гостивар, Струга го поддржува Дебар. независниот кандидат. Може ли во Чаир Мислам и во Долнени го поддржува. гласовите на ВМРО ДПМН да направат некаква промена во резултатот? Господине Попетровски, разликата е толку голема што преовладува и паника во владеачкото мнозинство. Затоа се и овие критики, обвинувања и од премиерот, бидејќи премиерот повеќе води сметка за неговиот политички проект вреди, отколку за собствената победа. Но разликата е толку голема што не може никој да го надокнади таа празнина помеѓу нас, таа предност помеѓу нас и вреди. Така што не во Чаирну, во било која општина нема да има доволно гласови партиски, со партиска наредба, сепак граѓаните сами ќе одлучуваат дали сакат да живеат во подобра општина или не, што би можело да направи некаков пресврт и да не се реализира таа победа на Националната алијанса за интеграција. Добро, ВМРО и Влен очигледно отворено соработуваат. Не се само ВМРО и вреди, туку таму каде што нема кандидат ВМРО, изненадувачки нема кандидат ниту СДСМ. Сакат некоја тој договорот од 2022 се сеќавате за кој ние многу пати сме зборувале албанците да се маргинализираат, да бидат исклучени од сите политички, економски, општествени текови, се реализира од тогаш па до денешен ден. И на овие избори го имате тој договор кој се спроведува на терен. Мислите дека СДСМ кокетира со ВМРО и со Влен? Не само што кокетира, туку каде што нема кандидат ВМРО, нема ниту СДСМ. Нели е логично, да речем, како опозицијски партии, вие евентуално можеби да имате некаков договор, ако не за отворена, тога за скриена поддршка. Ако го слушаме премиерот, тој зборува за такво нешто. Не, премиерот има одлична соработка со СДСМ од 2022 па навамо. Се спроведува тој моноетничка стратегија и платформа за маргинализирање на албанците, но се презентира како дуифобија, а всушност е албанофобија, за да се контролира и политичкото представување на албанците. И ете имате еден пример, например у Кичево ВМРО има свој кандидат, а СДСМ нема свој кандидат. За да им се помогне на ВМРО за да ја добијат општината. Ако процениле дека тој не може ништо да направи, може би тоа била причината да не го кандидира. Но секаде имало, например, би требало СДСМ да имаше кандидат, например, во Чаир, или во Тетово, или во Гостивар, или во Струга, или Дебар, или некаде друго. Кога сме на оваа тема, еве, вие како го коментирате тоа што левица има во тие општини, еве, конкретно во Тетово, да речеме, во Струга и така натаму, еве нема во Велес, например, левица свој кандидат за градоначелник. Да. Премиерот зборува за одработување на левица во прилог на ДУИ. Не, премиерот сака мобилизирање на македонското гласачко тело против ДУИ. Тоа што левица има своји кандидати, тоа нема врска со Националната алијанса за интеграција. Сигурно тие процениле сами дека тоа им оди во полза за да се прошират како политичка партија во овие градови. Тоа е нивна одлука направено од нивни калкулации партиски, верувам. Ама што нема врска. И вашата теза за тоа дека ВМРО и СДСМ заедно со Влен се обединети контра ДУИ е сигурно во функција на мобилизација на албанците за ДУИ. Не, логично би било, како што било досега, да има кандидати од македонските политички партии во овие градови. Ете, за прв пат се случува вака, за да нема ниту едната, ниту другата.
политичка партија. Од цела Западна Македонија ВМРО нема своји кандидати официјално, а неофицијално има втора листа на кандидати, а тоа тие се кандидати на Вреди. Или преку Вреди, или преку независни кандидати албанци, кои всушност се кандидати на ВМРО ДПМН, и затоа ние им велиме на граѓаните, секој глас за кандидатите на Вреди или на независните кандидати, како што е овој независниот кандидат во Струга, е глас за ВМРО ДПМН. Но со втора екипа, втора листа неофицијално. Да, во врска со текот на кампањата, да речеме очигледно е дека дуи кокетира со националните теми. Еве и на вашиот голем промотивен собир, повторно гледавме слики од УЧК. Мора ли со тој сентимент се уште да работите? Не е дека дуи кокетира со овие национални теми. Ако ми дозволите, и хронолошки ако сакате, ние можеме да ви докажеме дека премиерот е тој што почна со национални теми и провокации на етничка основа. Пред и да започне кампањата на еден национален медиум, премиерот рече дека суштината на овие избори е дуи да исчезне од политичката сцена. И пред да започне кампањата, и пред да ја организираме конвенцијата, ова е опасна идеолошка... Добро, и вие му одговарате со она и со УЧК. Зошто? Па тоа било реалност. Не ворете тоа и никој не може да го негира тоа. Но зошто на локални избори, на митинг за локални избори треба да речеме од дона снимките да се гледа? Според сето ова што се случува во нашава држава, во нашата заедничка татковина, овие локални избори не се само локални избори. Не поради нас, туку поради политичката обсесија на премиерот, што ја открива често пати пред јавноста, да ја контролира политичката сцена, албанската политичка сцена. Например, и во неговата конвенција премиерот го збореше за политичкото пензионирање на претседателот Али Ахмети. И ова не е само негова лична желба, туку стратегија за слабење, маргинализирање и контролирање на албанците. Потоа во овој национален медиум и пред да започне кампањата рече дека суштината на овие избори е да исчезне дуи, што ја открива неговата желба, но и опасна политичка платформа за доминација врз албанците и за контролирање на политичкото представување на албанците. Да, ако вие сте на таа ситуација, зошто има потреба господин Ахмети да враќа со загари, со орли, пак ќе кажам со таа иконографија? Сега кога сме кај загарите и орлите, дозволете да ви кажам дека и 2 дена пред одржување на промотивната конвенција, претседателот Ахмети му пратил порака преку човек на господинот Мицковски да не се занимава со лажни информации, лажно известување на меѓународните центри, на нашите пријатели, меѓународни пријатели, дека е дуи, демек стои позади пожарите, што се случија летово. Значи, гледаме дека ништо од тоа нема. Дека дуи стои позади пожарите што се случија во Скопско. Дека дуи планира да ја запали џамијата во Попова шапка. Дури до тоа одеа, каде што лажно информираат и известуваат, дека дуи подготвува и убивање на некој свој кандидат за градоначалник за да се случат после етнички тензии, немири во Република Северна Македонија. Јас разбирам дека се избори, не дозволете, но оваа тема ќе разговараме. И тоа е пораката до премиерот да не се служи со загари, да не се служи со гласини, и со други што ова се сериозни наводи. Се е потврдено. Вие тврдите дека Мицковски тоа им го кажува на представници на меѓународната заедница? Да. И тоа го прави во континуитет. Па ние година и пол се соочуваме со обвинување од премиерот Мицковски дека дуи подготвува дестабилизација. Дали имало дестабилизација до сега? Но ние ако велиме дека премиерот Мицковски својата политика ја базира во опасна политичка платформа за спречување на обединувањето на албанците и моćното силно представување
Политичко представување на албанците, тоа не значи дестабилизација. Ние кога велиме дека столбовите на Охридскиот мировен договор ги срушат намерно и преку инструментализација на независни институции, како што е Уставниот суд, тоа не значи дестабилизација. Тоа е зборување и споделување на вистината пред целата јавност. Зошто нивото мора да оди дотаму, да речеме, вие да го обвинувате Мицкоски за дека е албанофоб? Па тоа се случи во реалноста. Тоа се презентира, можеби камуфлирано, софистицирано, како дуифобија, по тоа што рече премиерот, криминалофобија, но тоа во сушност е албанофобија, бидејќи сите одлуки преземени од оваа влада, од формирањето на оваа влада, пред година и пол, речиси, преку непочитување на легитимитетот на волјата на албанците. Знаете што? Премиерот Мицкоски вели дека вие албанците не смеете да одлучите за своите представници. И ако одлучувате вие, сепак тие нема да бидат ваши представници, бидејќи некој друг, а поточно он, сака да определи кој од албанците ќе седне на масата каде што се земат одлуки. Вие враќа 2016 и 2017 кога па вие решивте со малцинскиот представник на македонците да правите влада. Па не е така. Заштитните механизми се предвидени за немнозинските заедници. Добро, ама тоа не значи па дека немнозинските... Ако вие се сметате како немнозинска заедница, тогаш ајде да разговараме и за заштитни механизми и за македонските политички партии. Ама и немнозинската тие си стојат механизмите, тука се во парламентот, ама немнозинските не треба исто така да се наметнуваат над мнозинството, така? Не се наметнуваме, но треба да се почитува волјата, бидејќи се губи смислата. Зошто, господине Попетревски, тогаш јас да имам подобра програма, изборна програма? Зошто јас да добијам на избори? Зошто да имам поквалитетни кадри? Кога на крај и да победувам, вие ќе одлучите за некој пријател ваш, за да ги представува албанците. Се губи смислата. Зошто да учествуваш на изборите? А тоа е опасно и за државата, одиме на погрешен правец. Зошто во Косово, например, во Уставот таму предвиделе дека министрите, замениците министри кои доаѓаат од немнозинските заедници, треба да ги имат мнозинството на гласови од немнозинските заедници. Зошто? Па тоа е заштитен механизам за немнозинските заедници. И не може сега ние да ги газиме овие заштитни механизми кои се предвидени со Охридскиот мировен договор. Истото се случува со правичното представување на албанците. Уставниот суд на противуставен начин одлучи, вршеше упад врз уставниот поредок на Македонија. Истото се случува сега последно со намалување на бројот на советници по општините на противуставен и противзаконски начин, но за повеќе тие одлучија спротивно на таа одлука пред 2 месеци што тие сами го донесоа. Ја донесоа. Таа одлука беше базирана на нешто друго. Тоа е дека методологијата била законска материја и дека тоа требало законот да го реши, а дека директорот се ставил во улога на законодавец. Не баш така. Ако би било така, тогаш требаше да се укине целата методологија, да се поништи. Методологијата остана во сила. Само по точките 5.1 и 5.2 се укинати. Каде што се вели дека не може да се направи категоризација помеѓу резидентни и нерезидентни. И таа поделеност не може да има правни последици врз граѓаните, бидејќи секој граѓанин, дали е резидентен или нерезидентен, е државјанин на оваа земја, на оваа татковина и уживаат истите права. И сега таа одлука е спротивна со оваа одлука. Значи, ќе се студираат овој состав на уставните суди и овие одлуки ќе бидат предмет на изучување не само во Македонија, во целиот свет, како под политички диктат може да одлучи уставен суд за да спроведе одредена моноетничка политичка агенда. Кој е поддржувач на српски свет во Македонија? До или влен гледаме дека меѓусебно се обвинуваат? Па да се осврнеме на релевантни институции. Имате извештај од Европскиот парламент, нели? Да, Муртезани зборуваше дека тој се однесува на 2023 година. Да. Можат се и се што да кажат,
но тамо јасно и гласно се вели дека има загриженост за влијанието на српскиот свет тука кај нас, а особено одредени министри и представници на владата кои се под тоа влијание. За тоа зборува извештајот. Ај, прочитајте, ве молам, прочитајте го. Српското економско и културно влијание овде не е ништо ново, тоа и вие знаете. Да, Во времето на владата на СДСМ и дуи, да речеме, Отворен Балкан проектот беше особено видлив. На Османи му бројат колку средби имал со српските министри. Добро, може ли да ви одговорам и за ова? Отворен Балкан е регионална иницијатива, не некоја билатерална соработка, туку регионална, каде што учествуваше и Албанија, и албанскиот премиер, нели Еди Рама, и меѓународни представници учествуваат. Сега, како ние да кажеме, епа и берлинскиот процес е процес каде што србите се внатре. Тоа е друго, мултилатерална е сосема друга, билатерална соработка е сосема друга. Значи, видите вака, од именувањето на Стоилковиќ како вице-премиер за имплементирање на Охридскиот мировен договор, кој го негираше и го негира Охридскиот мировен договор, од доаѓањето на Додик, од пораките на Додик, од доаѓањето на представници на црквата на Србија во тука настани организирани од државата, од потпишување на договори со српските фирми, од директорите на Вреди. Директорот на МЕПСО потпишал договори со српски фирми. Од инфраструктура и сега последново Алта банка. Знаете што се случува? Откако стана Трајко Славевски ги отвори вратите за Алта банка, донесе како гувернер. Таму не покажаа дека наводно фирми блиски сега до семејството на Ахмети продавале акции. Не, сега ќе ви кажам. Значи, за некој да може да купува акции, треба некој институционално да му овозможи. Народната банка, Трајко Славевски, за кој гласеше Вреди во собранието. Па потоа, председателката на Комисија за хартија од вредност, втората одлука, на 10 септември, Бујаре Абази, со нејзиниот амин, она им даде можност на Алта банка да оперираат и да купуваат акции. И сега јас слушнам дека двајца албанци се таму. И тие се пред дилемата. Или да ги продават акциите, или да бидат партнери со српскиот свет. Помеѓу оваа дилема, која би требало тие да одлучат? Зар не требало и порано албанците да се акционери во некоја банка, во некоја осигурителна компанија и така натаму? И акциите не се продадени, но тие се пред оваа дилема да бидат партнери со српскиот свет, со мачура кој овие од Вреди го донесува тука, или да се откажат од акционерство во тоа акционерско друштво. Тензиите очигледно веќе се пораснати, веројатно дополнително ќе растат до 19 октомври, ќе биде мирно во општините во кои што ривали се највлен? Што се однесува до Националната алијанса за интеграција, ние секогаш сме покажале и докажале дека сме се залагале и се залагаме за фер демократски и европски избори. Ние сме во комодна ситуација. Ние ја гледаме таа поддршка, ја почувствуваме поддршката од граѓаните, но во другата страна не е така, бидејќи овие избори за нив се живот или смрт. И јас не би сакал и така да се однесуваат додека трае кампањата и на денот на самите избори. И иако се свесни за големиот пораз. Јас можам да кажам дека Вреди како политичка опција е вештачка опција. Франкенштајн политичка опција на премиерот Мицкоски. Тоа е противприродно и се што е противприродно е осудено на пораз. Сакам да ве прашам околу изјавите на премиерот дека независно што и да се случи на овие избори, ако тој верува дека Влен ќе победи, дека предвремени парламентарни избори нема да има. Премиерот е свесен за поддршката што ја има Националната алијанса за интеграција на национално ниво.
тогаш ако верува дека вреди ќе победи, зошто мора пред јавноста и ова да го каже? Што и да се случи, нема да има предвремени Па затоа што е прашуван. Не, тоа сака да прати некоја порака до некои клиентелистички кругови со намера да им каже внимавајте, вие немате да гласате за вреди, но вреди ќе продолжи да биде со мене во владата. Пак ќе имате работа со мене. Тоа е закана до некои клиентелистички кругови, свесен за големиот пораз што ќе го претрпи вред. Премиерот вели дека 2021 кога ВМРО-ДПМН Да. однесе голема победа на локалните избори, Да. дека по тоа и ВМРО-ДПМН нели почина да зборува за тоа дека владата го изгубила легитимитетот, меѓутоа на крај си дочека редовни избори и дека Добро. слично ќе биде и овој пат. Има една голема разлика околу контекстот. Во 2020 премиерот Мицкоски ги изгуби изборите. Парламентарните. Добро. И затоа во победата во 2021 не значеше ништо друго освен победа на локални избори. Но во 2024 Дуи ги победи на изборите. И се газеше легитимитетот, се газеше и амандман 6 од Уставот. Ова влада ниту легална, ниту легитимна не е. Ако го анализираме амандман 6 и заклучокот и на Пол Вилијамс, на авторот на Охридскиот мировен договор, каде што вели дека правична и соодветна застапеност на сите заедници не значи само имплементирање на овој принцип при вработување, туку и при процесот на донесување на одлуки, особено на органи кои произлегуваат од волјата на граѓаните. Така што сосема е друг контекстот од 2021. Добро, Тогаш владата има тие бројки ги во изгубија. собранието, неспорно е тоа, така што да, дури Господине до Попетрески. однесете голема победа, владата може да продолжи да си функционира, така? Попетрески, резултатот таков ќе биде што ситуацијата ќе биде неиздржлива за оваа власт. Гледајте, ниту на внатрешен план, ниту на надворешен план немаме никаков напредок. Напротив, имаме чекори назад. Сме изолирани целосно како држава. Кои реформски А процеси... што дуи да е внатре, ќе мрдне Кој- нешто? кој- Ај се кој- фер да бидеме. Еве, вие бевте во влада со ВМРО-ДПМН Добро. од 2008 до 2016. Тогаш Прашањето за името не се реши. Тогаш имаме проблем околу поимањето на улогата на Дуи. Дуи се вложеше за добро меѓуетнички односи, за добро меѓусоседски односи, за членството во НАТО, за отпочнување на преговорите со ЕУ, каде што сега сме пред. Ама вашата таа позиција втората. не може да биде решавачка. Вие без Како- ВМРО-ДПМН како не може не да можете биде да решавачка? стигнете до уставни измени, да речеме. Како? Па ние не можеме да формираме влада без почитување на тие црвени линии на Дуи. А тие се и почитување на Охридскиот мировен договор, Преспанскиот договор, договорот за добро соседство и уставни измени што се предвидени со преговорачката рамка. Не можеме ние изолирани да траеме тука бидејќи нема резултати. Ќе бидеме осудени на неуспех. А граѓаните ќе ја плаќаат цената. Така што овие избори се референдум, општ народен референдум за да им се одговори на овие етнички провокации и политики кои се од минатото, кои се од 80-тите, 90-тите години кога Милошевиќ без легитимитетот на албанците ги ставаше Раман Морина, Синан Асани, Али Шукрија како представници на албанците. Благодарам за овој разговор. 19 октомври е блиску, ќе видиме кој бил поблиску до реалноста и до вистината, дали вие или господинот Муртезан. Тука сме да не држите за збор, ова ќе биде регистрирано, реемитувано, така што ова е ситуацијата. Не очекува општ народен референдум и за правецот на по кој ќе се движи државата. Благодарам уште еднаш. Благодарам. До крај почитување одгледајте на новата саботажа, ќе се видиме повторно в четврток. Станува се потешко да се биде домаќин на камоли гостин. Дури да не постои желба,
Промените на стилот на живење се неопходни, па секој мора полека да отстапува од традицијата и бргу да се адаптира на состојбите кои со себе ги носи новото доба. Едно време кога одеме на гости, кафето беше едно внимание, нели, едно кафенце, сега ти се питаш 200 денари, 200 грама, дали ќе однесеш. Цената која се плаќа е висока, но секој добар домакин може да најде начин како да возврати. Најважно од се е да си има добра идеја, која се разликува од сите други, а која може да ги задоволи апетитите на гостинот. Со депонијата Вардариште треба да се направи нов концепт на стопанисување со таа депонија, доколку не може нашата држава да стопанисува, да се распише меѓународен тендер кај што ќе учествува странска компанија која има искуство, а такви има многу компании кои се заинтересирани за нашите депонии. Никој досега не презентирал ваков план, изгледа затоа што останатите кандидати не се доволно информирани и не ги познаваат прописите и правилата. А тие јасно ги диференцираат организираното собирање смет и дивото депонирање ѓубре. Може би некому звучи исто, ама не е исто. Ова во раката што го одрешам е тиквичка. Значи да ги разликуваме работите од тиква и тиквичка. Таа разлика е евидентна кога продуктот се става на тезга со намера да биде скапо продаден, ама излегува дека домашниот тесак не одговара со оне на пазарот, особено не кога купувачот има барем до толку искуство во трговијата и не паѓа на шпекулации. Зошто е причината ги блокиравте европските проекти? Многу европски проекти има во општина Битола. Да ми кажете кои се тие кои се блокирани? Последните. Кои се, мислам, дали може да слушнам кои последни проекти се блокирани? Мислам, наведете ми ги проектите, бидејќи во општина Битола редовно се гласаат европски проекти, би сакала да слушнам за кои ме прашуваат. За поточно вие сигурно знаете кои биле последните, не треба да ги набројувам. Слична е ситуацијата на една друга дебата, која наликува на еден познат вид со професорот и студентот кој добро знаел колку лица загинале од првата атомска бомба, ама за да добие преодна оценка, немал предвид една многу важна информација. Што се случи со вработениот во општина кој што беше фатен дека има дива депонија, негова што си правил Име и презиме? Во имаше на телевизија Ама се имаше на телевизија, ја. Што се случуваше? Може не сум гледал телевизија. Како се Не вика сте гледали лицето, телевизија. име и презиме? Имате И на крајот, за кризата на идентитетот. Имаше доста дуќани, имаше. Шивачи, кондорџи, секакви имаше. Сега само берберите останаа повише, нема други заночи. Не е чудно што тие единствено преживуваат. Бербери има многу и во сите сфери. Секој што може, стриже и бричи, па и насува.